Време е за вестите на телевизија Здравkin. Јас сум Гавриела Лескова, ова се настаните на денот. МВР санкционираше 70 велешени за само 1 час поради прекршоци во сообраќајот. Ви откриваме кој треба да прими вакцина за сезонски грип и кога ќе пристигнат истите во Велес. Влез во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина само со ПЦР тест не постар од 48 часа. Започнуваме со настаните кои што го одбележаа викендот на територијата на Велес. Епидемиолошката слика во нашиот град е загрижувачка. Само за 2 дена е регистриран 21 нов случај на коронавирусот. Велес станува новото жариште. Бројката на активни случаи во текот на изминатиот ден достигна 56. Здравствените власти предупредуваат дека ситуацијата допрва ќе се влошува. Во текот на изминатиот викенд е регистриран драстичен скок на новозаболени на територијата на Велес и Велешко. Саботната бројка од 12 нови случаи ги потресе Велешани и здравствените власти во нашиот град, додека во текот на вчерашниот ден се регистрирани дополнителни 9 нови случаи. Како што известува Центарот за јавно здравје, повеќето од новите случаи се заразени од членови на фамилија, 5 од своето работно место во други градови надвор од Велес, но останатата значителна бројка според епидемиолошката анкета не може да утврдат од каде се заразени. Ова нагло зголемување на случаите предупредува дека градот Велес станува новото жариште на коронавирусот. Бројот на активни случаи викендот достигна 56. Здравствените власти предупредуваат почитување на мерките за заштита од коронавирусот, бидејќи ситуацијата допрва ќе се влошува. Годишен велешанец се здоби со тешки повреди при експлозија на бойлер на плин на 11 октомври. Експлозијата се случила од неисправна плинска инсталација на улица Христо Татарчев. Предизвикана е материјална штета од станот, зградата и паркираните возила пред истата. Се работи на расчистување на случајот. На 11 октомври, 17 минути после полноќ, тешко е повреден велешанец во експлозија на бойлер на плин. Истата се случила од неисправна плинска инсталација на улица Христо Татарчев. Како што известуваат од МВР, било пријавено дека велешанецот со иницијали КБ на 48 годишна возраст е добиен со тешки повреди. Предизвикана е материјална штета во станот, зградата и паркираните возила пред истата. Портпаролот на Општа болница Велес, доктор Весна Николовска-Неделкова, вели дека пациентот е надвор од животна опасност. Тој бил примен во болницата со изгореници на лицето и на длактиците, како и раниот кој едната е обработена. Изгорениците биле од прв и втор степен. Соседите за нашата телевизија сведочат за страшното доживеано искуство. Па околу 12 садот, прво се осети некоја миризба. Па после неколку минути настана експлозија. Ние мислејќи дека од комшиите горе нешто им падна така нешто, кој испаѓаме надвор, тоа беше сето дим. И сето искршени врати, стакла. Они на први, ние сме на втори, и на втори сите станеви горе, се влезните врати се оштетени на сите. И гледам дека нема прозор. Да, и позрете и таа влезната врата и таа се да искршена. И пријателот на тешко повредениот 48 годишен велешанец ја опиша ситуацијата и страшното доживеано искуство. Денеска убав ден беше, само се случи голема трагедија. Јас сум другар од дете со него, со Кире, ама кога разбраме што се случило ноќеска, ги трчаме да видиме, се случила огромна штета, првен и во улазот, кај нив многу голема штетата е, натре во станот, он е повреден. А како е повреден? Кај се наоѓал он во времето? Он се наоѓал во моментот во купатилото влезен да се тушира. Не приметил, не онедол ни гасот да му замирисе, не ништо. Се влегол, пуштил вода и одеднаш се случила голема експлозија. Кога се дојде тука беше хаос и
Други станари во зградата се оштетени, врати, прозорци. Како што изјави пријателот, едва и освестил сопругата која што боледувала од тешка болест. Исто така нагласи дека бараат од општина Велес да помогне во однос на поправка на штетата од настанатата експлозија. СВР Велес работи на расчистување на случајот. Во чест на 11 октомври, денот на народното востание и денот на борецот, беше прикажан првиот детско семеен филм Стела, со што беше пуштено во употреба и новото кино во Велес. Во создавањето на филмот Стела учествуваа двајца велешани, монтажерот Данчо Стевков и тренерот на куќето Стела Ристе Гиовски. Проекциите на филмот беа одржани согласно проекциите за заштита од коронавирусот. Во чест на 11 октомври, денот на народното востание и денот на борецот, беше прикажан првиот македонски детско семеен филм Стела, со што и официјално беше пуштено во употреба новото кино во Велес. Главните улоги на овој филм Петар Маник и Дејан Лилик пред нашата камера го раскажаа своето искуство. Самиот момент кога почна снимањето на Стела, веќе се гледаше и знаев дека се ќе тече како што треба и дека сите ќе сме сложни, дека ќе работиме апсолутно максимум. Значи, секој за што работи најмногу од себе дава за да го направи тоа и цело време како што се снимаше, течеше све како што треба. И лично за мене искуството е многу добро, интересно. Интересно е дека во овој филм играм на германски јазик, односно 90% од моите реплики се на германски јазик, не на мојот мајчин македонски. Но сепак се работи за нашата татковина, нашите деца и затоа сум горд што сум дел од оваа екипа во овој филм. По повеќе од 20 години Велес повторно доби кино со најсовремена техничка и дигитална опрема за прикажување филмови. Во создавањето на филмот Стела учествуваа двајца велешани, монтажерот Данчо Стевков и тренерот на шарпланинката Стела Ристе Гиовски. Поради актуелната ситуација со COVID-19, филмот имаше две проекции кои што се организираа со почитување на пропишаните мерки, произлезени од протоколите за заштита од ширење на коронавирусот и со ограничен број на посетители. Настаните од викендот ги заокружуваме со прекрасни вести. Велешанката Мими Јовановска доби само пофални зборови и продолжи да се надпреварува во следниот круг од музичкото надпреварување Звездите на Грант. Ги импресионираше судиите со две песни. Во продолжение гледаме дел од незиниот настап. Министерството за внатрешни работи денеска санкционираше 70 велешани за само 1 час поради прекршоци во сообраќајот. Како што известува портпаролот Тони Ангеловски, најголемиот број прекршоци се направени од страна на мотоциклисти, потоа нерегистрирани возила, возење без возачка дозвола, како и возење под дејство на алкохол. Надлежните апелираат почитување на мерките во сообраќајот. Денеска Министерството за внатрешни работи за само 1 час санкционираше 70 велешани поради направени прекршоци во сообраќајот. Ова го изјави портпаролот Тони Ангеловски. Највеќе се санкционирани мотоциклисти кои прават прекршоци во сообраќајот, потоа имаме нерегистрирани возила, возење без возачка дозвола, како и возење под дејство на алкохол. Како што изјави портпаролот Ангеловски, на ниво на целата држава во овие 20 на дена колку што траат засилените акциски контроли се напишани над 10.000 санкции. Највеќе за пречекорена брзина, за нерегистрирани возила, прекршоци што ги прават мотоциклистите, како и други возила.
Апелирам до граѓаните на Велес, како и до сите граѓани на Република Северна Македонија, да ги почитуваме законите, прописите во сообраќајот и сите заеднички да придонесеме за побезбедни улици и побезбедни патишта во нашата држава. Инаку најголемиот број од казните напишани на мотоциклистите се токму поради неносењето кацига. Од МВР апелираат да носат заштитен шлем не за да ги избегнат казните, туку заради сопствената безбедност. Веќе сме навлезени во есенскиот најавен бран на коронавирусот. Секојдневно се сретнуваме со високи бројки на ново заразени, но есента носи и бран од сезонски грипови, чии симптоми се многу слични на COVID-19 и како што изјавуваат здравствените власти, многу е тешко да се распознаат меѓу себе. Затоа кој треба да прими вакцина за сезонски грип и кога ќе пристигнат истите, дознаваме од разговорот со председателот на Сдруженијето на приватни лекари, доктор Лилија Чолакова-Дервишова. Во однос на сезонските грипови, меѓутоа и компликациите од коронавирусот, Министерството за здравство најави дуплирање на досегашните вакцини за сезонски грип. Кој е вашиот став? Кој се треба да се вакцинира и дали имаме груба проценка кога тие би дошле во нашиот град и кога ќе може лицата, граѓаните на Велес да се вакцинираат? Секоја година треба отприлика овој месец, октомври, веќе да пристигнуваат вакцините во Центарот за јавно здравје. И сите оние кои што се хроничари, кои што имаат хронични заболувања, пожелно е да се вакцинираат и да си ја примат таа вакцина, но минатата година каснеа колку што се сеќавам тие вакцини и сметам дека оваа година матичните доктори не можеме да ја прифатиме таа врска преку нас да одат закажувањата, заради тоа што верувајте ни, имаме голем број на пациенти кои што се ковид позитивни, ги анкетираме и за тоа треба време, значи секојдневно дури по 2-3 пати се слушаме со нашите пациенти кои што се на домашно лекување, па и оние кои што се во болница, бидејќи се грижиме за нивната здравствена состојба, навреме да им се даде совет, ги слушаме каква е нивната состојба, дали имаат температури, какво е дишењето, значи каков е односот со самата болница и со вработените таму, дали им треба нешто тука да комуницираме со вработените, заради тоа што има и посебни протоколи заради оваа ситуација на корона, не е достапно да седи некој од фамилијата до нив, да се грижи за нив. Така да сметам дека центрите за јавно здравје тука треба да се обратите до таа институција, да си ја превземат таа врска, а ние да се грижиме за нашите пациенти. Бидејќи имаме електронско здравство, порачките се огромни и верувајте ми, телефонските јавувања не запираат од 7 сабајле до вечер. Така да максимумот е даден од примарното здравство, не дозволивме да имаме блокирани болници како во Италија, во Франција и во другите европски земји и сето е тоа резултат на квалитетното примарно здравство кое што го пружаат матичните доктори во оваа земја. Продолжуваме со вестите од Македонија. Владата на нашата држава предупредува граѓаните да не патуваат надвор од земјата доколку немаат неодложна потреба за тоа. Согласно влошувањето на состојбата со COVID-19 пандемијата во регионот и големиот број на нови позитивни случаи, влезот на македонски граѓани во Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина нема да биде дозволен без приложување на негативен ПЦР тест кој што не е постар од 48 часа од моментот на влез во овие земји. Владата на Република Северна Македонија преку соопштение ги известува граѓаните дека согласно влошувањето на состојбата со COVID-19 пандемијата во регионот и големиот број на нови позитивни случаи, влезот на македонски граѓани во Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина нема да биде дозволен без приложување негативен ПЦР тест кој што не е постар од 48 часа од моментот на влезот во овие земји. Можноста за влез на македонски државјани во Косово без ПЦР тестот останува, но владата апелира до граѓаните да не патуваат надвор од земјата доколку немаат неодложна потреба за тоа. Владата и здравствените власти согласно нова настанатата епидемиолошка состојба во регионот во деновите кои следат ќе ревидираат одлуката за влез на државјани на Косово, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина во Северна Македонија без ПЦР тест.
Во писменото соопштение доставено до јавноста од страна на ВМРО-ДПМН се потенцира дека министерот за здравство доктор Венко Филипче мора што побрзо да даде оставка од функцијата за да се спасат што повеќе животи. Бројката на починати достигна скоро 800 лица. Бројката на ново заразени во едно деноноќие достигна до повеќе од 20% од тестираните, се бележат црни рекорди. Дали Филипче е свесен за ова, дали е свесен со што се соочуваат граѓаните? Заболените од COVID-19 нема ниту каде, ниту кој да ги лечи. Ветените 16 монтажни болници со кои што се пофали Филипче пред изборите на 10 јули ги нема никаде, се вели во писменото соопштение на опозицијската ВМРО-ДПМН. Ви ги представуваме 4 грешки кои што ги направи Трамп и Белата куќа во однос на задолжителните мерки за заштита од коронавирусот според анализите на BBC. Европскиот комесар за проширување и добрососедска политика Оливер Вархеј синоќа објави дека е во самоизолација, откако дозна дека еден член од неговиот тим е позитивен на коронавирусот. Британскиот премиер Борис Џонсон во понеделник ги запознае пратениците со новиот 3-степен систем на предупредување со кој ќе се одреди кои мерки ќе се применуваат во разни делови на земјата поради епидемијата на коронавирусот. Во продолжение, светот денеска. BBC ги објави 4 грешки кои што ги направи Трамп и Белата куќа во однос на коронавирусот. Во анализата се толкува непочитување на основната мерка, а тоа е носење на заштитна респираторна маска. Тие посочуваат дека Трамп неколку пати е забележан како не носи заштитна респираторна маска, движејќи се по состаноци или пак на јавни настани. Во втората точка, во однос на непочитување на физичката дистанца, се вели дека Белата куќа го прекршила ова правило при неодамнешната свеченост за именување на судиката на Врховниот суд на САД. Настанот се смета за жариште на ширење на коронавирусот. Во извештајот се вели дека Трамп не ги почитувал ниту мерките за самоизолација. Ова го докажуваат со тоа што додека Трамп беше на болничко лекување, ја напушти својата соба и излезе со автомобил да ги поздрави своите фанови. Европскиот комесар за проширување и добрососедска политика Оливер Вархеј синоќа објави дека е во самоизолација, откако дозна дека еден член од неговиот тим е позитивен на коронавирусот. Оваа вест еврокомесарот ја сподели на неговиот Твитер профил, при што напиша дека членовите од неговиот тим чекаат резултати од тестирањето, па во однос на ова, согласно мерките на здравствените власти, тој е во изолација. Добро се чувствувам, немам симптоми, се тестирав и минатата недела, при што мојот тест е негативен, напиша Вархеј на својот Твитер профил. Британскиот премиер Борис Џонсон во понеделник ги запознае пратениците со новиот 3-степен систем на предупредување со кој ќе се одреди кои мерки ќе ги применуваат во разни делови на земјата поради епидемијата на коронавирусот, додека северот на Англија се подготвува за заострување на рестрикциите. Џонсон во текот на попладнето ќе им се обрати на пратениците во представничкиот дом, долниот дом на британскиот парламент по состанокот на кризната комисија на неговата влада во понеделникот предпладнето. Новиот систем, како што дознаваат медиумите, ќе има 3 степена на предупредување: среден, висок и многу висок. Тоа ќе зависи од ширењето на коронавирусот, што ќе ги одредува мерките со кои што ќе се применуваат на локално ниво. Пратениците ќе дискутираат за системот, а потоа до крајот на седмицата и ќе гласаат за овие мерки кои би требало да ги поедностават и разјаснат одлуките во врска со сузбивањето на епидемијата. Велика Британија е најпогодената земја од коронавирусот во Европа со 42.825 починати, а само во неделата имаше 65 смртни исходи и со 12.872 ново заразени или севкупно од почетокот на епидемијата 604.000 лица. Ова беше последната вест од денешното информативно издание на вестите. За повеќе детали следете на нашата Facebook страница Телевизија Здравкин. Имајте пријатна вечер.